Јас не сум личност која би давала предлози. Тоа е, никаме ние правниците, контрадикто и надјекто, доколку не мисли дека предлозите може да го подобрат текстот. Тоа е прво. Јас воопшто не изразив бојазност дека ако го донесеме овој закон, бидејќи веќе имаме еден закон, дека тоа може да ја зајакне корупцијата и криминалот, туку кажав зошто во најголем број европски држави не посегаат кон законско регулирање на оваа материја. И, напротив, во подкрепа на моите предлози ги кажав констатираните состојби во некои држави, па дури и во самиот Европски парламент и Европската комисија. Затоа, значи, треба да има механизми кои ќе го спречат она за што вели Венецијанската комисија во студијата. Можете да си кликнете веднаш, да најдете, неколку има, да ги видите аргументите за и против. Значи, се вели за да нема негативна конотација кога ќе речете лобирање, дека тоа е нужно поврзано со подкуп или со корупција. А ви ги кажав примерите на Латвија. Не знам дали знаете, во Латвија имаше толку скандали околу лобирањето, што беше отстранет министерот за надворешни работи, министерот за финансии, заради точно лобирања во рамките на Европската Унија, бидејќи сите знаеме дека во Брисел сите држави регистрираат лоби канцеларии и влијаат врз процесот на одлучувањето. Го дадов и примерот со Унгарија. Значи, јас воопшто не реков дека јас, како што велите вие, имам страв дека овој закон, ако го донесеме, дека со тоа можеме да го легализираме подкупот, влијанието и корумпирањето, туку напротив реков дека токму тоа што го дислоцираме од парламентот во Комисијата за спречување и заштита од корупција е добар потек и дека треба врз основа на искуствата на државите каде што има, еве сега го гледам, не сакав да ве оптеретувам, да речеме со искуството на Израел, кое има и успони и падови и многу нерешени прашања, значи треба да ги отстраниме во фазата што доаѓа, за да можеме навистина да веруваме дека законски сме оневозможиле злоупотреба на лобирањето и дека сме овозможиле гаранции за лобирање во границите на правото. Тоа.